Почитувани, скандалозна и незаконска одлуката на Државниот инспекторат за локална самоуправа, донесена по диктат на Заев и неговата влада, да ги запре решенијата на општините со кои е одлучено да се организираат референдуми за доселување на мигрантите. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, во континуитет го крши Уставот на Република Македонија. Според член 2 од Уставот на Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните на Република Македонија. Државниот инспекторат не ја познава својата надлежност и материјата на која работи, ниту надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија и поради тоа презема скандалозни чекори и ја блокира волјата на граѓаните со донесување на незаконски акти и делување. Согласно член 5 од Законот за локална самоуправа, правото на локална самоуправа граѓаните го остваруваат непосредно преку референдум и граѓанска иницијатива. Според член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот може да се ограничуваат само во случаи утврдени со Уставот. Ја повикуваме владата на Социјалдемократскиот сојуз својата неукост да ја подкрепи, читајќи го деловникот на Уставниот суд, каде пишува дека единствен орган во Република Македонија кој има право да одлучува за незаконитоста на пропис и друг општ акт во време на нивното важење е Уставниот суд. И ниту еден друг орган, потому ниту Државниот инспекторат. За законитоста за одредени прашања единствено одлучува Уставниот суд на Република Македонија. И од тука Инспекторатот за локална самоуправа нема право да ги запре решенијата на општините или да ја преиспитува нивната законитост. Сомневањата на Инспекторатот дека општините го прекршиле членот 20 од Законот за локална самоуправа кога донеле решение за организирање на локалните референдуми. Но токму членот 20 и членот 21 од Законот за локална самоуправа го дава правото на општините да организираат референдуми. Владата на Социјалдемократскиот сојуз, на чело со Зоран Заев и Мила Царовска, излезе со стратегија за трајно населување на мигранти во Македонија, кои ќе добијат работно место и стан од државата во услови кога македонската економија се движи во надолна линија заради политиката на новата влада, а започна да расте невработеноста во државата. Ваквата одлука е најдобар показател дека владата на Заев се плаши од мислењето на народот и сака по секоја цена да ја спроведе програмата за масовно населување на мигранти во државата. Ви благодарам.